Се наоѓаме во основното училиште Владо Тасевски. Се наоѓаме пред училницата на второ Д и овде сме со цел да ве запознаеме со учителката Наташа и учителката Катерина. Зошто се тие посебни, ќе дознаете во продолжение. Добар ден! Доаѓаме од медиум. Нашиот медиум се нарекува Слободен печат. Ние имаме весник, имаме и телевизија, имаме и сајт или портал. Сега, вака, јас ќе ви подалам нешта. Учителки, најнапред голема благодарност што не поканивте да бидеме дел од вашиот час. Добар ден, Бела, добар ден на тимот. Пресрекна сум и возбудена воедно, затоа што дојдовте да бидете дел од нашиот едукативен час, односно изворно да ни покажете што значи тоа медиум. Цела недела ја обработуваме наставната содржина медиуми. Денеска стигнавме до уредот телевизор, ТВ приемник и ТВ емисии. Па сега можат децата тука изворно да видат како се снима една ТВ емисија. Ви благодарам уште еднаш што дојдовте и да видиме децата како ќе го доживеат сето тоа и ќе добијат едни изворни знаења од целата посета ваша. Учителке, нашето задоволство е тоа што ќе успееме да ве запознаеме лично, со оглед на тоа што сте една некарактеристична учителка, учителка која што се обидува да ги помести оние стандардни стереотипи од еден час во училиште, вие правите една магија, буквално така ќе речам. Како настанува идејата, како доаѓа до вашиот план да правите наставни часови од различни креативни места надвор од училиштето? Па пред се морам да споменам и мојата колешка Катерина, која што е дел од ова оделение и која што заеднички ги планираме. Имаме програма, но наставните содржини ги распределуваме во однос на тоа месечни, па и неделни, па некогаш во однос на наставните содржини се договараме, бидејќи децата се премногу мали и одредени теми не можат тие теориски да ги соџвакаат, да кажам, да ги сватат. Многу терминологијата која што е застапена во учебниците е тешка и напорна за нив. Како се вели во педагогијата, една слика или да зборови, така да подобро децата одредени работи да ги видат изворно, непосредно, преку наблюдување, за да научат нешто за нив. Еве денеска имаме план, пример, за медиуми кои што тие ќе го напишат, во рете ќе извежбаат, моториката на рачето ќе извежбаат, меѓутоа дел од терминологијата која што е напишана на табла, тие нема да разберат. Но сега, доколку се присутни тука изворно да видат како изгледа водител, камерата што е зад нив, ќе видат што значи тоа ТВ емисија, телевизија и тоа изворно ќе го видат кога ќе биде емитувањето на оваа емисија која што се надевам ќе биде скоро и нивните родители да погледнат како тие се однесуваат на час. И се надевам дека можеби ќе инспирираме некој да стане водител или камерман во иднина. Да, можеби дел од нив ќе засакаат професијата ТВ водител. Каде се бевте досега? Што се видовте и на кој начин ги одржувавте часовите изминатиот период? Па вака се, добро ме опиша и ти благодарам што си ме доживеала на начин кој што е вистински. Јас сум еден нестереотипен тип, иновативен, кој што некогаш вистина и тој тип на образование, нели имаме, да кажам, еве да не звучам сега нескромно, шаблонски начин на образование. Не ги правевме тие екскурзии, односно јас нема да кажам екскурзија, затоа што ние не шетавме, не правевме прошетки за да отсуствуваме од часови, туку со цел децата едукативно да се запознаат со определената тема. Првата посета ни беше, правевме со ЈСП тура низ Скопје, да го разгледаат градот, тоа беше по повод 13 ноември, па еве сега, односно 13 ноември сега и претходно 11 октомври, измеѓу
направивме една прошетка кој што беа со двокатен автобус. Не само тоа што ги разгледа знаменитостите стари и нови во градот, влеговме во музеот на град Скопје, тие сега го кажуваат тоа, влеговме каде што е застанат часовникот, влеговме во музеот Мајка Тереза, па потоа застанавме кај камениот мостот Гоце Делчев го визуелно го видоа, театарот, потоа Американската амбасада, Стара Скопска чаршија и колку што ни дозволуваше времето, видоа и сето тоа направивме една ликовна изложба кога се вративме на часовите. И исто така имавме гласање за тоа кој цртеж, кој најдобро ги восприемал тие слики. Ликовната изложба значи од тоа што го разгледувале тој ден треба да го пресликаат во цртеж, така? Така. Значи може и тоа да се, нели, тие и претходно имаат со некои предзнаења шетале низ градот, виделе, меѓутоа некогаш се вклучува детската фантазија, ако треба да им кажеме да отсликаат нешто, тие ќе нацртаат, но поубаво да го видат, па изворно да го насликаат точно како што треба. Тоа го правиме некогаш за да нивната фантазија да видиме до каде е, тие само си го размислуваат нештото што треба да го обработиме, а изворно кога ќе го видите многу по-блиску. Сите часови на отворено, така ќе ги наречам, ви завршуваат со ликовна колонија, како да го наречам? Да, освен со ликовна колонија, пишувавме реченици каде што ја употребивме големата буква. Таа недела употребивме уште една наставна содржина, употреба на голема буква, на знаменитости, градот Скопје, камениот мост, нели сето тоа што требаше да се употреби, го поцртавме со црвено бојче, за да има влезе во главчињата каде се употребува големата буква. Покрај тоа што сте прошетале низ Скопје, одите и надвор од Скопје. Каде се бевте? Да, бевме и надвор од Скопје и тоа со цел, бидејќи сакам едноставно децата се 7 годишни, меѓутоа треба да се подготват да патуваат надвор од својот град, да имаат трпение, да се учат на трпение, да се возавме час и половина во правец, може да се каже, и тие треба да се научат да се стрпат да седат на столче, иако имаше ситуации ни се грицка, ни се пие, меѓутоа ние ги направивме како односно ги пресековме да не го прават тоа, да се учат, да бидат трпеливи, бидејќи дојдоа се качија појадувани и треба да си седат и да го вежбаат трпението. Научија делот сообраќајна култура, нели како треба да се однесуваме кога влегуваме во автобус, восприема со самото патување гледа сообраќајна култура и ред други работи. Понатаму стигнавме до село Ранковце, односно ранчот кој што ни беше планиран за тој ден, каде што не пречека гостинката Марија, која што мислам дека се бави со хипотерапија. И на еден многу убав не пречека прво во многу пријатна атмосфера, ни направи една отворена училница, која што таа со бали сено ни стави одозгора даски како клупи, јас ја подготвив дека сакам децата тука исто така да насликаат тоа што го виделе и на крај им подели ливчиња на децата каде што исто треба да напишат впечатоци од доживеаното за тој ден. И беше во една прекрасна атмосфера, децата научија, темата ни беше домашни животни, каде живеат, кои се нивни живеалишта, како се исхрануваат, научија, односно, нели си има донесено храна и требаше тоа, нели, да им покаже каде се фрла, како се рециклира, исто имаше посебен дел таму каде што им даде една едукативна чисто едукативен час како тоа го прави, како се прави ѓубриво, со што се исхрануваат домашните миленичиња, видоа доста, бидејќи Марија чува доста животни на незиниот ранч, научивме што е ранч, видовме село што е, разлики помеѓу село град, така да таа тема ја разработивме во село Ранковце кај ранчот на Марија. Бевте во уште едно село, го посетивте село Кожле, каде што ги видовте убавините на есента, мислам дека не можевте да одберете поубаво место за да се долови есента. Па да, размислував доста за таа тема и заедно со колешката одлучивме да биде село кое што е во близина на градот Скопје, и бидејќи село Кожле се наоѓа на 400-450 метри висина, точно сега не знам да ви кажам, меѓутоа ете на
планинско-ридско место, каде што децата сакаат одозгора да ја почувствуваат есента, односно есенските пейзажи кои што вистина од Видиковецот горе можеше да се забележи како е пространа, како еден есенски тепих одозгора со сите тие ридови, планини, реката Вардар, течењето на реката Вардар и тие значи во прекрасна атмосфера, многу послушно, нашите инструкции ги слуша, бевме со водич. Благодарност до Дејан Тодевски од ПСК Стратус, кој што со радиостаници се професионално како што треба, еден ученик позади друг, значи слушаа внимателно, посетивме места, преку одење на таа планинарска патека, научивме што е маркација, која треба да ни биде една планинарската култура, значи движењето во планина, што треба да забележуваме, како треба да се движиме, како треба да се облекуваме, како треба да се исхрануваме, бидејќи сепак кога се има таква физичка активност, каде што теренот е со елевации, планина, каде што треба напор, не треба многу да се прејадуваме. Така да треба да имаме доволно течност, облечени како што треба, со патики до глушт, да нема некои непредвидени ситуации. Децата сето тоа си го направија во најдобар ред. Како реагираат тие на овие часови? Што ви кажуваат? Задоволни ли се? Ме интересира и како реагираат, каков е фидбекот од родителите? Како што кажав и на почетокот, една слика 1000 зборови, така да вие ќе видите од сликите кои што ќе ви ги доставам колку децата се пресрекни. Имавме и куси видеозаписи, каде што со музика во позадина, каде што може да почувствувате колку ни е убаво и волшебно се поминуваме на тие едукативни посети, часови и екскурзии. Кои се следните планови? Дали веќе оваа година ја започнавте ентузијастички, навистина во брзо темпо неколку посети надвор, часови одржани на отворено? Дали веќе имате агенда и планови до крајот на оваа учебна година за други места? Може ли да ни откриете? Па, вистина оваа година ја започнав така, меѓутоа некако се движеше креацијата кој ќе си појде, оди едно за друго и не престанува едноставно. Имам планови, имаме заедничко со наставничката Катерина, секогаш таа несебично дава придонес исто толку колку и јас се заложуваме за нашите деца, за нашето оделение. Некогаш ни се придружуваат и други оделенија од нашиот актив во второ оделение. Гости беа заедно со нас на нашата активност второ А и второ Б оделение, исто така втората активност со второ А оделение, наставничките Весна и Снеже, каде што си поминавме вистина прекрасно. И следно, мислам дека исто поврзано со медиумска култура, би сакала децата да ги однесеме во театар. Исто, не да кажам стереотипно, не е стереотипно децата да гледаат театарска представа, меѓутоа, овој пат сакам зад сцената да видат што се случува во театарот. Зад кулисите. Зад кулисите, да. Зад тие магични даски што значат живот, да видат кој се ја организира таа представа, кој ја пишува, кој ги шминка актерите, кој се грижи за сцената, кој ги преместува тие работи, често прашуваат, бидејќи се менува сцената, нели треба да донесат кревет, да го тргнат креветот, да стават нешто друго и тие често прашуваат кој е одговорен за сето тоа. И затоа сакам се следно да ги однесам децата да видат што значи театар, па убаво би било вака, гледајќи ги сите овие наблюдувања, да може ќе си одберат нивната професија понатаму. Учителка Наташа, дали ќе дозволите да прашаме дел од учениците лично од нивно искуство како си поминале на овие наставни единици? Секако. Каде си помина најубаво ти од овие места каде што се шетав? Јас си поминав најубаво кога бевме таму на Кожлак. Што вида таму? Јас го видов мостот и јас исто видов реката Вардар. Јас видов јас целата природа. Види и некоја црква, така? Да. Ја виде природата во боите на есента, така? Да. А што нацрта? Ќе ни откриеш? Јас нацртав
планини со реката Вардар. Дали беше прв пат ти во Кожле со учителката или и претходно беше? Некогаш си била претходно? Не, Прв пат беше. да, прв пат ми беше. Здраво, Матеј, како си? Добар? Дали ти знаеш што е медиум? Да. Што е медиум? Што научи? Медиум е кога се пренесува информација. Дали ти се допаѓа нашата работа вака сега кога не видиш? Да, ми се допаѓа. Би бил ти камерман или водител во иднина? Да, би бил. А кажи ми, кое место најмногу ти се допаѓа? Кој отворен час тебе ти остави најмногу впечаток? Во Кожле. Зошто? Што виде таму? Видов таму дрвја, листови паднати, видов планини многу, камења. Ја видов реката Вардар, Стојанов мост и беше многу убаво. Се фотографираше ти таму? Не, А дали нацрта нешто на цртежот? да. Што? Стојанов мост. Кој час на отворено ти се допадна најмногу? Кај Кожле. И тебе кај Кожле, зошто толку беше убаво кај Кожле? Зашо одевме на Стојанов мост, исто видов и големи планини, видов и црквата, Света Богородица, видов исто, го видов селото Кожле и таму цртавме по природни науки. Кажи ми, ни ти беше страф на тој Стојанов мост, пошто е малце страшно, ни ти беше страф? Не, не ми беше страх. Мене најмногу ми се допадна селото Ранковце, така таму бев на ранчо, видов многу животни. Какви животни виде таму? Видов коња, едно мало куче, две кучиња, видов магариња и две магарици, две мачиња, кошка и зајци, патка. Еден куп како во зоолошка градина. Да. А кажи ми, дали ги галеше, дали ти беше страф или ги погали? И погалив, не ми беше страф. Им дававте да јава? Епа не, Само ги гледавте. да. И што друго правевте таму? Епа имавме час по цртање и домакинката што се викаше Марија ни даваше такви шарени ливчиња за да напишеме нешто убаво за нејсе за да ги закачи. И ти што нацрта и што напиша? Јас напишав дека многу убаво, многу убав и животни имаше и дека многу убави имиња имале. А што нацрта? Јас ја нацртав патката. Кристоф, како си? Дали си добар? А кажи ми тебе кој час најмногу ти се допадна на отворено? Мене ми се допадна највеќе турата со ЈСП. А зошто ти се допадна толку таа тура? Па ми се допадна многу пошто многу сакам со автобус да се возам и дека имаше многу работи низ Скопје што ги видов. И сигурно било многу возбудливо затоа што цело оделение бевте во еден автобус, така? Да. И што научи тој ден за Скопје? И тогаш го научив музеот на Мајка Тереза и стариот часовник и уште некои работи и триумфалната капија. И таму беше многу убаво. И кажи ми, Кристоф, дали повеќе сакаш да учиш во училница или сакаш повеќе да учиш надвор од училница? Па јас сакам да учам надвор од училница, пошто би сакал некаде во природа, пошто многу сакам природа. Довидување!